Евангелие според Матеј, 3 глава. Во тие дни дојде Јован Крстител кој проповедаше во јудејската пустина и говореше: Покајте се, зашто се приближи Царството Небесно. Зашто ова е оној за кого говореше пророкот Исаија кој вели: Гласот на оној што вика во пустината: Подгответе го патот на Господа, исправете ги патеките негови. А Јован имаше облека од камилски влакна и кожен појас околу слабените, а храната му се состоеше од скакулци и див мед. Тогаш од Ерусалим и цела Јудеја и од целиот јордански крај доаѓаа кај него и се крштева од него во Јордан, исповедајќи ги своите гребови. А штом виде Јован дека кај него доаѓаат мнозина фарисеи и садукеи за да се крстат, им рече: Породи змиини, кој ви кажа да бегате од гневот што иде? Направете плод достоен за покаяние и немојте да говорите во себе: Наш татко е Аврам, зашто Бог може, ви велам, и од овие камења да му подигне чеда на Аврам. Секирата веќе лежи до коренот на дрвото, зашто секое дрво што не дава добар плод се сече и се фрла во оган. Јас ве крштевам со вода за покаяние, но оној што иде по мене е посилен од мене. Јас не сум достоен да му ги понесам ни обувките. Тој ќе ве крсти со Дух Свети и со оган. Лопатата е во рацете негови, и тој ќе го очисти гумното свое и ќе си го прибере житото во житницата, а плевата ќе изгори со оган што не гасне. Тогаш дојде Исус од Галилеја на Јордан кај Јован за да се крсти од него. А Јован го одвраќаше велејки: Јас треба од тебе да бидам крстен, а ти кај мене ли доаѓаш? Но Исус му одговори и рече: Остави го сега тоа, зашто нам ни престои да ја исполниме секоја правда. Тогаш го остави. И штом се крсти, Исус веднаш излезе од водата. Одеднаш му се отворија небесата и го виде Духот Божји како слегува како гулаб и доаѓа на него. И ете, глас од небесата говореше: Овој е мојот возлюбен син, во кого е мојата воја.